Да, ќе го сменам името. Игор Баркли Шоу. Не иде више вака работа. Не иде. Мора Чичкови Баркли да ги земе конците у своји раце. Да. Влага му политика. Не можам више да седам пред телевизор и да се караме. Не можам. Порано така фудбалски надпревари гледав, сега сум навлечен на дебатни емисии. Леле, како ќе му кажев ја да бев таму? Кажи му за ова бе. Баба ми подобро ќе му кажеш од тебе бе. Кажи му не знае. Кажи му не знае. Леле, прекини го бе. Леле, како лаже. Прекини го. Кажи му. Немој да те гледам бе. Доста се карам више со телевизорот. Време е малце да се покараме и вживо, нели? Да. Имам визија и план за промени и точно знам што прво ќе направам кога ќе дојам на власт. А тоа ќе го сменам името. Да, ќе го сменам името. Не моето име, него името на нашата земја. Мора да си го вратиме достоинството. Мора да си го вратиме достоинството и мора да покажеме заби. Затоа што ако не покажеме заби, ќе не изедат. Да. У новото име нема да има ни Северна, нема да има ни Република. А мора да си го вратиме достоинството, бе. Ќе се викаме вака со големи букви. Да ти го пушам. Да. И ќе бидеме горди на тоа име. Горди, ќе треба да се гордееме со тоа име, бе. Замисли идеш у Грчка, те сретнува некој на улица и ти вика, excuse me sir, where are you from? И ти му викаш гордо вака, Македонија. И он ти вика, no, да ти го пушам. Нема проблем. Ако баш инсистираш, да. Нема проблем, да. Или на граница, застануваш у ред за возила од ЕУ и ти викаат, не тука, за да ти го пушам таму. Нема проблем. Пап, рикверт, ќе си почекаме. Нема проблем. Плюс 359 за Бугарија, плюс 381 за Србија, плюс 389 за да ти го пушам. Да. Или фудбалска утакмица, некој коментатор. Пица, фијат пунто, гол! Да ти го пушам! Лудило, брат, лудило, што да ти кажувам? Гласете за мене, бе, гласете бар поинтересно ќе биде. Замисли да политичар ќе менја все поред. Јас сум Игор Стојанов Баркли, а ова беше Игор Баркли Шоу. Се гледам. Игор Баркли Шоу. Игор Баркли Шоу. Мора да се прават пари. Мора да правиме пари, бе, луѓе, бе. Мора некој бизнис да се врти, бе. Ви доаѓаат на вас бизнис идеи? Мене цело време. Јас сакам да направам нешто уникатно, нешто интересно, нешто што никој никогаш го нема направено. И прво сакам да направам дезодоранс за механичари, ама после видов тоа више да ти било измислено. ВД40 се вика. И вика, мај нешто друго ќе правиме, знаеш, и гледа, вика, мај ќе правам исто дезодоранс, ама со мирис на прдеш. Кога? И тоа да ти било више измислено. Американците пред мене го измислили, тоа се продава ко алва. Ненормална работа. И викам, дај нешто друго, нека ми текне, бе, и мислам и смислив. Ролон за подмишка со ликот на Бобан Рајовиќ. Кај, за ова поуникатен продукт нема на свет. Значи, тука ќе ја ставам фацата на Бобан Рајовиќ, вака насмеан таков Бобан, и ова ти е за подмишка дел од главата, ова келјавицата, разбираш. У очи ме гледаш, опаковато ми прија, гледаш ме, а не даш, то е провокација. Кажи што бих тела, кој дија мога тела.
Само главата. Ето и реклама имаме. Кажи што би хтела, кој дио мога тела. Само главата. Бобан Рајович, ролон за подмишка. Жими се многу добра работа. Да, исто така може да направам и дезодоранс може да направам у форма на ногата на Бобан Рајович. Да, и кога се потроши дезодорансот, кој нема у нозете, има у главата. Многу добро, тој како колекција може да се продава. Жими се, ја треба да му пишам еден мејл бе со бизнис предлогов, бе, а? Поштовани Бобане Рајовичу, ја би волео да искористим твој лик, дело, главу, чело за ролон за испод мишака. Дали би прифатио наш бизнис предлог? Однапред благодарам тоа на крај. Па, ако не прифати он, ке му пишам на Угро, бе, што? Што има врска? И Угро, што? Знам дека си ти. Кога викам, ало, никој нема, знам дека си ти. А? Па да. Или може да му пишам и на оној што е као премиера, не е премиер, као никој што не го знае како се викаше. Кажи го, бе. Кажи го, бе. Не Емил Димитриев, не. Таче, бе, тачно, бе, тачно, да. Ајде ти дофија пари да правам. Игор Баркли Шоу. Кај сте, бе, луѓе, бе, кај сте, бе, Кажете ми вие на мене дали верувате во случајност? А? Мислите дека некој работи туку така случајно се случува? А? Ја не верувам. Ја мислам дека се случува со причина и дека за се има објаснување зошто се случило. Не може бе туку така случајно да се случуваат некои работи, бе, нема шанси. Али имам една комшика, све е случајно на неа, све. Случајно ми е изгребала колата на паркинг, случајно ме видела у 3 сабајле како сум се враќал пијан, и случајно на пола мало раскажала дека сум се враќал пијан у 3 сабајле и плюс случајно си додала и дека сум бил и дрогиран, разбираш? Маши случајно оставил отров за кучиња пред зграда, случајно, не знам што остава, разбираш, да. Сини случајно си измочал кај мене пред врата на чергичето Welcome. Случајно, така мислам. Разбираш, случајно, си измочал. Да. И еден ден ми пукна филмот и ја сретнувам и викам, добро бе комшике. Викам, како се вика син ти? Ме гледа ми вика Ненад. Викам и добро, зошто сте го крстиле Ненад? Вика, така бе, случајно. Викам случајно, а како бе, викам случајно, бе, мора некоја причина да има. Не бе, вика случајно го крстивме Ненад, викам, ај нека ти текне. Викам, не бе, вика случајно го избравме името Ненад. Викам случајно, да бе, вика случајно. Викам, ако го правевте син ти беше подмашти. Ме гледа и ми вика, не. Над. Се случува со причина, бе, комшике, се си има своје објаснување, бе, ништо не е случајно, комшике, и викам, ништо не е случајно. И она ме гледа, како да сум ја просветлил, разбираш, ме гледа и ми вика, добро и горе. Јас сум Игор Стојанов Баркли, а ова беше Игор Баркли Шоу. Поздрав. Игор Баркли Шоу. Значи, тоа балканското у мене ме тера цело време да буткам кај што пишува влечи, да не газам по бекатонките, него да газам по тревникот, да барам дупки у закон, да пробувам да си играм со правилата. Например, многу глупо правило е предизборен молк. Што е бе тоа бе предизборен молк, бе, Бог да чува, бе, глупости. Демек да не се предомисли некој последен момент. Како не ке се предомисли? Остете ги, бе, политички, бе, партии, нека водат кампања до последен момент, бе, нека се лактат до крај, бе. Поинтересно ќе биде, не друго. Али, нема везе, како е, така е. Тоа не значи дека некоја будала ко мене не може да си игра со тоа правило, без при тоа да го прекрши.
Да, забрането било да се води политичка кампања за време на предизборен молк. Ја мајката. Ништо не е забрането кога си малце креативен, бе. Креативност треба, луѓе, бе. Креативност. Да, ја цел ден у мојава општина си регрутирав гласачи без при тоа да прекршам ниедно правило. Како? Па многу лесно. Влагаш у продавница и бараш нешто ефтино до кај 17-18 денари, го зимаш, го носиш на каса, касиерката ти го куца. Тит! И ти вика, господине, 17 денари. И ти ја гледаш и викаш, заокружи 20. И намигнуваш на крај. Разбираш, значи тука ти ја подмитуваш, и ми кажуваш за кого треба да гласа без при тоа да прекршиш ниедно правило. Молим лепо, многу фраерска финта. И ми се свијаше мене финтава, да ти кажам право, и цел ден се јакав по продавници. Цел ден така. Со истата финта. Тап, тит, заокружи 20. Тит, заокружи 20. Тит, заокружи 20. И после кога отидов на гласање, го гледам ливчето, број 20, советничката листа на Интегра за град Скопје. И едно фала не кажа за тие 57 гласа што ги освоиле у општина Бутел. Едно фала не кажа, они мислат така се освојуваат 57 гласа, а летечки возови што ти ја знам, бе. Све тоа на мој грб, бе. Све тоа на мој грб, бе. Јас сум Игор Стојанов Баркли, а ова беше Игор Баркли Шоу. Поздрав. Добро вечер, Скопје! Да, сега кога ги ослободивте рацете, не плескате, имате смоки таму, некои грицки од витаминка покрај вас, можете слободно си ги грицкате, само полека грицкајте, да не се задајете, пошто ги има многу смеење. Исто така имате и ваучери од платформата Глеј, со бесплатна предплата, и ти глеј да гледаш, разбираш. А сега глеј каков сум. Луѓе, шо ќе правиме со цениве, бе, луѓе, бе, еј. Страшна работа е ова, бе. Сега пред да дојдам тука, идам на бензинска и му викам на тој, стај ми за 500, знаеш. Идам на каса, вика, господине, 580. Шо направивте, бе, све поскупено у пичку, ма да и чорапите се поскапени исто. 2 за 100. Да, иначе глуп сум, не ви се представив. Јас сум Игор Стојанов Баркли и пораснат сум во мултиетничко општество и мултиетничка средина. И знаете што, морам да признам дека никој никогаш ме нема навредено по етничка основа. Сите ме викаа: "О, дебел! Дојди ваму! Еве ти 10 денара да ми купиш хамбургер, црн сок, Малборо црвено голд, Олбрица Бостан и кусур да ми враќаш." Да, кога се тепавме у мало, сите беа Брусли, ја бев дебели. Тоа е. Абе, кој ми е крив, бе? Кој ми е крив? Дека сите си играа со колички, јас си играв со авиончиња. Ама хранливи авиончиња, оние уста што ти завршуваат на крај. Да. Оваа уста беше еден од најпрометните аеродроми у тоа време, бе. На регионално ниво, слушаме што ти зборам. Да, само што слетало тука, не полетало после назад. Да, иначе, види, ја до 7 оделение си играв со хранливи авиончиња. Више у пубертет бе влезен, озбилно ти кажувам. Само тогаш малце ми се смени звукот на моторот на авиончето, знаеш, од стана. Еј, бубулица. Да, види, до душа сум си играл и други игри, да бидеме реални сега, не дека само таа игра сум си ја играл. Со другарчињата мало сум си играл, например. Памтам еден убав сончев ден, со едно другарче, за потребите на овој стендап ќе го викаме... Уствари не го викаме, бич, дека не доаѓа све да му ебам, шипка у глава ми даде братот. Шипка у глава ми даде братот, си играме на шала, на смеа, ха-ха-ха, хи-хи-хи.
ја плачам, врескам, не знам што се дешава. Се симнува татко ми пред зграда, доаѓа мајка му на Шипкаров. И вика, комшија, деца бе, си играле. Многу добра игра, супер игра, што да ти кажам, само малце боли глава. Тоа е, имаш и една друга игра од која што боли глава, која ќе се ишишаш, не знам дали ја знаете. Пролет, лето, есен и тука зима и се зима залет више тука е. Септе! Да, трауми од детство, види, рамна ми е главата тоа, уште види. Таа, гледаш? Жими све ти кажам, ја не се шишав до пред 2 години ради тоа, озбилно. Страшна работа. Имало игри од кои што не боли глава, стварно сум си играл и такви игри. Памтам имаше една, да не беше таа игра, немаше да знам на саат да гледам, озбилно ти кажувам. Ке ме прашаат колку е саат, ке им кажам 15 до 3. Леле колку убав саат. Дај да го гледам. И тука одма ти станува јасно колку е саат, нели? Така. И кога го вадиш саатот, му го даваш, го зима, го гледа и ти вика со здраве да си го носам, а? Да, само не ја играв често оваа игра, 2-3 сата месечно. Толку, да. Види, не, има мани тоа кога растеш у мултиетничка средина, ама има и своји предности, озбилно. Например, можеш да научиш уникатна хибридна граматика, да се описмениш на интересен начин. Ја еднаш идам на бит пазар, требаше некој црева да купам и идам на тезга, викам здраво, дечко и сини, колку пари ти се овие црева? Ме викам, мислиш цреви? Викам, не бе црева. О, ти неписмен! Една црева, повеќе цреви. Значи да знаете, еве, да знаете, кога е една е црева, кога се повеќе, како? Цреви. Така, многу лесно, да, жими све. Исто така можеш и јазици да научиш. Ја ромски, например, знам по некој збор. Да, и тоа ја знам најлошата пцовка на ромски. Знаете како се пцуе најлошо на ромски, ако сакате некако многу да го навредите? Те дакере кара. Слушнал некој за таа пцовка? Не, а? Знаете што значи те дакере кара? Имам еден другар ром, ми го прашувам, викам, што значи бе тоа? И вика, брат, многу страшна пцовка. Викам, добро бе, кажи што значи. Од на мајка ти куровите. Викам, што? Од на мајка ти куровите. А, викам, добро, чиме од на мајка ми куровите, јас се извинувам, стварно. Значи, нема да ми се повтори, од на мајка ти куровите, да. Исто знам и албански по некој збор. През, знаете како се вика бегај на албански? А, никој не знае бе, што е бе, не знаете албански бе. Ик! А бегај брзо? Ик, 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 ик. Да. Исто така можеш да научиш и многу лекции на тема меѓуетнички и меѓурелигиски односи. Една нова година влагаме во такси со уште 2-3 другари. И таксистот не гледа и вика, нова година, а? Кам, да бе, нова година. И јас сум славел нова година на ваши години, у Хрватска. Каде? У Хрватска, сум ебел Хрватица. И викам, добро, и го ебам, и она вика, Исусе, Исусе, ја викам, не Исус бе, јас сум Азем. Ви благодарам, тоа беше се од мене за вечерва, се гледаме друг пат, чао, чао.